Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Со вечерашна наша емисија, почитувани слушатели, ќе ве фокусираме кон дел од древна Македонија, а исто така ќе дадеме куси вести од Македонија, за да пак крајните минути ги искористиме со мој коментар на неделата. Но да спомнам дека на 24 јуни е празникот Вартоломеј и Варнара. Нека е напомош. Нашите радиоемисии не можат да бидат интересни ако не чукне тапанот, односно ако не се запее македонската песна. Затоа одлучивме вечерашна наша емисија да ја отпочнеме со старата народна песна, чиј текст и музика, а и самиот ќе отпее починатиот Ајри Демировски, кој беше роден 1927 година во Битола, а во 1955 година замина со родителите да живеат во Турција, иако тој и таму со гордост се кажуваше дека е македонец, но од турско потекло. Па да го чуеме Ајри Демировски со неговата компонирана песна "Збогум, мајко". Збогум, мајко, јас отидов, дојде денот да заминам. Разделбани срце мачи, ипак ме тера да пеам. Разделбани срце мачи, ипак ме тера да пеам. Збогум, татко, во огниште, збогум, браќа и сестри, збогум, другари и другарки, стари, млади, вечиња. Stop.
plaćam. Tuga zemlja nepoznata, živote majko te pominam. Tuga zemlja nepoznata, živote majko te Во една од нашите наредни емисии ќе дадеме околу биографијата на овој наш сонародник од турско потекло, роден во Битола, како што реков 1927 година, а умре 2009 година во Измир, Ајри Демировски. Но затоа пак да одиме кон соопштенијата и рекламниот материјал. Граѓанска иницијатива. Тоа е македонскиот народ кој направи декларација против промена на уставот на Македонската православна црква Охридска архиепископија во Православна црква на Северна Македонија Охридска архиепископија. Апелот до целиот македонски народ е да ја подпишете ова декларација во одбрана на последниот столб на македонската државност како македонско. Јавете се, можете за повеќе информации на телефон 647 780 6549. Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто е еден од торонските украси на градот. Во неја на располагање ви стојат трите реномирани сали за вашите веселби, свадби, свршувачки, крштевки и друго. Јавете се на 416 421 7451 и уживајте во домашен амбиент. Истовремено повелете на неделните богослужби и македонските религиозни празници од 10 часот утрото. Секој еден пак посакува да живее во удобен дом. Крис Клашов, продавач на фирмата Royal LePage State Realty, може да ви помогне и е покрај вас. Завртете го телефонот 905-520-1474 и побарајте го Крис Клашов, кој со неговото 20 годишно искуство најдобро ќе го реши вашиот проблем во врска со продавање или купување на куќа. Телефонот е 905-520-1474. Но затоа пак помогнете радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки слично да продолжи да се емитува и понатаму ова радиопрограма и да биде дел од сите вас. Додиме со кратките вести од Македонија. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски вечерва повтори дека не одстапува од црвените линии и двата испорачани услови на лидерската средба. Мицкоски на трибината во Скопје, 33 години ВМРО ДПМН и Македонија, порача дека е сигурен во единството на пратеничката група. Порачувам, оваа тема тука ја затварам со јасна порака. Уставни измени под бугарски диктат нема да има ниту сега, ниту било кога во иднина. И ВМРО ДПМН нема да оди против својот народ. Тоа го кажа пред година дена, недалеку одовде, пред владата на Република Македонија, тоа го кажувам и овде. Уставни измени додека јас сум председател под бугарски диктат нема да има. За најавите дека ќе разговарале со пратеници, ќе им кажам и ќе им порачам. Ова не е 2018 година, ова е друго време. Пратениците на ВМРО ДПМН и коалицијата се последниот браник кој нема да попушти под какви притисоци тие да прават, затоа што и тие знаат и народот знае дека им се избројани деновите. На 17 јуни 2018 беше подпишан преспанскиот договор со кој Македонија доби членство во НАТО, но не се исполни ветувањето за влез во Европската Унија. 5 години по Преспа Македонија има уште еден услов да го смени уставот. Експертите различно го толкуваат бенефитот од договорите со соседите. Деталите за ова од Јана Јосифовска.
На 17 јуни 2018 година во селото Нивици на брегот на Преспанското езеро од грчка страна, Македонија и Грција го потпишаа договорот од Преспа, со кој се затвори долгогодишниот спор меѓу двете земји. Со него Македонија стана 30-та земја членка на НАТО, но членството во Европската Унија остана неостварена цел. 5 години подоцна, дел од поранешните дипломати со различна диоптрија гледаат на придобивките и одстапките од Преспанскиот договор. Заев покажа дека храброста во политиката е неопходна за решавање на тешки прашања, наспроти разните конформисти, заради кои 15 години или 20 изгубивме време и ќе имавме многу подобар и договор. Секако дека има еден, би рекол, повеќе психолошки или ментален проблем, што не сме повеќе Република Македонија, но само за нас, иако надвор секаде бевме фиром, и што за жал, тоа се случи, но сепак остануваме македонци. Нема ништо позитивно од Нивици, освен фактот дека тоа го отвори патот Бугарија да ја преземе главната улога на уништување на македонизмот и сега сме нова дереđe на која сме дојдени. Членството во НАТО, објективно гледано, на Македонија не и донесе апсолутно ништо, освен обврски. По зголемените бугарски апетити, државата сега е исправена пред нов предизвик за продолжување на преговорите со ЕУ, уставните измени. Обврска која произлезе со францускиот предлог, а за која меѓународната заедница вели дека е последниот услов. Во таа насока и дел од поранешните дипломати ја гледаат и усвоената резолуција од германскиот Бундестаг, со која се признава македонската култура, идентитет и јазик. Кога една држава како Германија ве признава со посебна резолуција, го признава вашиот идентитет, не само што тој идентитет се бројувам овона идеологија на мултикултурализмот на Европската Унија, каде што и малите нации имаат свое значење, туку пред се дава еден вид поддршка за побрзото членство на нашата држава во Европската Унија. Тоа исто така поддршка и за пратениците, и за јавното мислење, и еден вид, би рекол, сигнал за да се освестиме. Таа е апсолутно наменски подготвена и презентирана за да се изврши притисок врз Македонија да го смени уставот. Тоа што околу македонскиот јазик, идентитет, така натака, тоа се апсолутно безвредни формулации кои немат никакво влијание и никого не обврзуваат. А ако Германија веќе сакаше да не подржи околу националниот идентитет, околу јазикот и слично, тоа требаше да направи многу порано. Инаку и по повеќе од една недела од лидерската средба меѓу Ковачевски и Мицкоски, власта и опозицијата се уште далеку од договор за уставните измени. Очекувањата на власта се процесот да заврши до ноември, но известно е дека без пратениците од опозицијата во моментов немат двотретинско мнозинство за отворање на уставот. Koja mine, kako sunce što se gasi, kraj nas ljubav, tivko mine, i ni ladi srca naši, našte ogno, satleja, ali bile vredi ljudi, drugi srca, сега греја, празно е и студи. Молчи, молчи, љубав моја, запри раце, усне ми. Пред тебе ко Бога стоја, само погледе. Se usline mi, pred tebe ko
Tije dvajca se sve bile, prolet pesna nebo smeja. Сега гранки ни се свиле, тажни птици нам ни пея. Нашите огно само тлея, а ни биле вели люди. Други сърца сега грея, празно ни е и ни студи. Молчи, молчи, любов моя, запри ръце, усни ми. Пред тебе колобока стоя, само погледе се ми. Молчи, молчи, любов моя, запри ръце, усни ми. Пред тебе колобока стоя, само погледе се ми. Само погледе се ми. Во вестите ги слушнавте мислењата на провладиниот Нано Ружин, кој секогаш ја брани актуелната влада поради неговите интереси и интересите на неговиот син, а спротивно на него пак на неговите искажувања беше Ристо Никовски, поранешен македонски амбасадор на Република Македонија. Но ние да одиме понатаму со нашата емисија. Оркестарот Децата од Буф, со нивниот раководител Крис Клашов, познат не само во македонската комуна на Канада и Америка, туку и низ целиот свет, веќе преку 40 години ги забавува македонците единствен оркестар со нивната жива, автентична музика во оваа околина. За банкети, фамилиарни слави, концерти, свадби, родендини и слично, побарајте го Крис Клашов на телефон 905-520-1474. Оркестарот Децата од Буф, лек за вашата душа и расположение. Македонската црква Свети Наум Охридски од Хамилтон со свештеникот Ангел Станчев ве повикува секоја недела и за македонските православни празници на заедничка богослужба од 10 часот утрото. Но не е само тоа. Повелете за било какви свечености, свадби, крштевки слично, на располагање ви стои банкетната стала која собира со капацитет до 400 гости. За било какви информации јавете се до менаџерката Мери на 905-975-5395. 905-975-5395. Кујната пак е огледалото на вашата куќа, но затоа пак фирмата трима граните вистинскиот мајстор за каунтертап. Елегантноста и квалитетно направениот каунтертап бил од гранит, кварц или мермер ја открива убавината. Не чекајте, побарајте го вистинскиот мајстор Алек Кирков на 365 888 6096. Да повторам, 365 888 6096. А сега нешто и од вистинската историја на Македонија. Дали знаете дека Македонија во антиката имаше знаени 50 антички кралеви, иако беа и повеќе, зашто овие што ние ги отпочнеме и понатаму да ги кажуваме, а имаше и пред нив, се запишани во историјата, почнувајќи од Каранон, кој владел од 808 до 778 година пред нашата ера, иако тие се владетели, како што се кажува, од трета генерација. Но претходно ќе дадеме нешто
постаро од владателите. Верувам дека знаете, на Универзитетот во Глазго во Шкотска покажа дека скелетот Славе Македонски е најстариот во југоисточна Европа, а е најден во близина на Штип во селото Крупиште, кој е стар околу 7000 години, а е од неолитското време или младото камено доба. Или тумбите кај Маџари и Чаир во Скопје со печатот од Говорлево, кој е околу 1500 години пред нашата ера. Така да керамичкиот печат Церје од село Говорлево, токму во тоа село најдена и скулптура од неолитското време Адам од Македонија, докажува, односно е непобитен доказ дека македонската неолитска револуција ја создавале писмени, интелигентни, но и неверојатно рационални македонски луѓе, кои во времето на македонските зетови и невести се до крајот на мезолитот или средното камено доба и почетокот на неолитот, новото камено доба, дури и тоа да ви го дадам до знаење дека македонците го мереле времето уште пред 4000 години пред нашата ера. А вистинскиот доказ е мегалитската обзерваторија во село Кокино, Кумановско, каде во средината на стоела прецизна направа за мерење на времето. Ова мегалитска обзерваторија во Кокино е од раното бронзано време и покажува знаци на окупација за периодот од 19 до 7 век пред нашата ера или пред Христовото раѓање. На локацијата на езерската наколна неолитска населба Шпел на Костурското езеро, покрај селото Дупјак во непосредна близина на градот Рупишта, тоа е праисториска населба со разновиден археолошки материјал од пред 5260 година пред нашата ера и автентичен македонски надпис од дрвена штица, каде одесно налево е дешифриран и транскрибиран од македонска страна. Гласи Шуплив седмоколиште или Дупјак седмоколиште. Такви преисториски наколни живеалишта се најдени кај Катлановска бајна во близина на Скопје. Исто така и на Дојранското езеро, населби во должина од најмалку 6000 години, преполни населби, светилишта, настани и личности пред 1500 година пред нашата ера. Не случајно се рекло, на секоја стапка во таа наша Македонија ќе најдеш нова историска приказна. Монументалната скулптура на големата мајка со 3 лица и висока 67 метри, инаку мегалит, кој е најден 3 километри од селото Селце, во близина на Прилеп, од 4000 година пред нашата ера, кај Селечка планина, што за жал нашите би ги нарекла дивјаци политичари, па и некои историчари, овој доказ символ на Македонија го маргинализираат, односно го направија како непобитен или просто речено го сокрија, кој е дел од вистината за името на Македонија. Да не зборуваме за изгубените така наречени грци со име грци од 19 век. Тие нити чуле за големата мајка, нити знаат што е голема мајка, а се пердашат да бидат поголеми македонци и од нас вистинските македонци, иако пред неколку години кога се правеше ДНК или DNA во Грција, не зборувам за егејскиот дел, во нивната крв немаше нити 3% од древното македонско. И тоа да додадам името на македонците, деца од големата мајка, напишано е на каменот на Розета во Египет, кое наведува дека фараонот е крв од детето или Македон на големата мајка. А Македонија што значи? Маке мајка, Дон Бог, Ија земја или земја на Божјата мајка. Но исто така ја велат Маке мајка, Д он, Бог он, и ја, јас. И јас сум детето Македон на големата мајка. Меѓутоа, која е големата мајка Божица? Тоа означува заштитничка на плодноста. Скулптурата пронајдена во тумба кај Маџари во Скопје е култен сад, жртвеник,
Теракота од неолитското време, обликувана во женско тело, а го представува култот на плодородието. Таа е заштитник на биолошката репродукција, мајчинството и пред се на домот во кој човекот се раѓа, живее и умира. Со еден збор кажано дека со ова скулптура или пак го земаме надгробниот споменик на херојот и поет Димо Ридил, пронајдена нов скелет кај црвени стени и камени гумна на островот Лимно или како што го викат Лимнос во Егејско море, за кој скелет се смета дека е од 600.000 до 160.000 години пред нашата ера, што значи ова е само дел од најстарата македонска цивилизација во која доминирал култот или славата на сонцето и космосот, култот на огнот и домашното огниште, култот на Божицата мајка, богиња на земјата и символ на плодноста. Ете да спомнам дека со ваква содржина поради обемниот материјал од македонската историја ќе дадеме не само на неделнава програма, туку и вие кои имате пристап на YouTube, ако отворите под Voice of Macedonia, ќе дадеме и таму од 8 часот навечер во секој петок.
Државата не дан тим релистет специјалисти за продавање или купување на кујки. Дека е тоа така докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за кујки, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Побарајте го Васко Недановски на 647 333 9628 или 905 877 8262. И ова година Леринското друштво ја отвора вратата од Илинденскиот парк на Организацијата Обединети македонци на 9 јули, за да сите вас сведочека со убава македонска музика на Сонја и Оливер, а за добар апетит и вкусните кебапи и пченка ќе бидат покрај вас. Цената е $10. Председателот на Леринското друштво Грегори Цанев со неговата управа ве поканува за да заедно и пријатно го поминете меѓу роднини и пријатели тој ден 9 јули. Добродојдени сте сите. На 21. јули, петок, вечерна забава на седенка со староградски македонски народни песни. Ице Георгиев и Тасе Стојановски ќе отпочнат од 8 часот навечер со староградската песна, а затоа пак ќе има и староградски јадења и декорацијата на салата ќе биде украсена на Света недела од Еджекс во тие вечерни часови. Ќе се сетите кога седевте на кепенци во вашите стари огништа со кафе и мелодични звуци на песна. Сето тоа ќе го разигруваат вашето срце токму на 21 јули. Но затоа пак идните два дена, 22 и 23 јули, по повод патрониот ден на црквата Света недела во Еджекс, која е на 20 јули, со фестивалот почнувајќи од 12 часот. Саботата ќе ве забавува оркестерот Македонски Мелос, а неделата повторно со оркестерот на Ице и Тасе. Добродојдени сте сите. Граѓанска иницијатива. Тоа е македонскиот народ кој направи декларација против промена на уставот на Македонската православна црква Охридска архиепископија во Православна црква на Северна Македонија Охридска архиепископија. Апелот до целиот македонски народ е да ја подпишете ова декларација во одбрана на последниот столб на македонската држава како македонска. Јавете се на 647 780 6549. А сега да одиме со мојот коментар на неделата. Многу пати сум употребувала стихови од поезијата на починатиот писател Бошко Смајќовски, кој исто неговата поезија, неговите стихови ги употребува и познатиот артист или глумец Петре Темелковски. Па и овој пат ќе отпочнам. Да се биде македонец најпрви не света работа, а дури потоа проклетство и немир. И ние сме македонци, зашто зборуваме и пееме на македонски. И ние сме македонци, зашто плачеме и тажеме на македонски. И ние сме македонци, зашто се молиме на македонски. Но најмногу сме македонци, зашто туѓото не го сакаме, а своето никогаш нема да го дадеме. Македонскиот народ и понатаму стои на овој став со исклучок на подплатените предавници од владата на чело со излудениот муртенски мањак Зоран Заев, а сега со неговиот наследник со исти квалитет и празна лејка на главата или на умот Димитар Ковачевски, кои дозволија однадвор со помош на нивните верни кучиња од партијата на ДУИ па и другите албански партии кои работат само за нивниот джеб, а не за обичниот народ што се од албанско потекло, кои ќе ги сносуваат нивните последици, иако се невини, а со кои треба и понатаму да живееме како комши, за арно или за лошо, а овие албански терористи, Ахмети, Тачи, Груби, послушници на НАТО, ЦИА, со помош на грците и нивниот цариградски патриарх Вартоломеј, а кои се со стратегија за сите нив да го уништат македонството. А ЦИА пак работи православниот свет да биде раскаран меѓу себе. Овие надворешни фактори не понижуваат нас не прават неспособни во изминативе години од осамостојувањето на Република Македонија, иако ние македонците сме тие што им ги отворивме очите на целиот свет.
дека сме наследници на Јустинијановата црква, Македонската православна црква Охридска архиепископија, дека таа наша Македонска православна црква е најстарата, а воедно и мајка на православната вера, дури и на католичката, а да не зборуваме за протестантската, зашто подоцна протестантската се јави, а католичката вера од таа наша православна вистинска христијанска вера се одделија еретици, за да во 1054 година или 11 век се појави католичката вера, додека пак Македонската православна црква Охридска архиепископија е во 6 век или поточно 535 година. Насила дојда и од НАТО и од Европската унија, Меркел, Столенберг, за да се промени името на Македонија, земајќи ни античката историја, за да денес ни е забрането дури и да копаме на артефакти, монети, скулптури, што треба да ги прашаме во Атина или за средновековјето да ја прашаме Софија. Но благодарение на декларацијата од граѓанската иницијатива и собраните преку 100.000 потписи од македонскиот народ, без протести или тепачки и слично, мирно, достојно се предадоа тие потписи на владиката Петар, за да сега на црковно-народниот собир пред црквата Свети Климент Охридски во Скопје, со собраниот македонски народ и со молитви, а не со протести, со без карање, владиците Петар, Агатангел и Кумановскиот владика Григори ќе застанат во одбрана на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Верували или не, грците заедно со Вартоломеј немаат мир. А зошто? Затоа што ние го имаме најсилното оружје, тоа ни е веќе нас врака, дека сме наследници на Македонската православна црква Охридска архиепископија, најстарата црква на сите православни цркви, вклучувајќи ја и грчката, и српската, и бугарската. Ова е почеток на нашата борба, но не со оружје, туку со потписи, кој не води кон враќање на македонска држава, а не северна. Враќање на македонскиот јазик, на македонската нација, македонската историја што насила ни ја украдоа. Црквата, тоа сме ние народот, македонците. Не се нити свештениците, нити владиците, нити поповите. Тие се само така наречени службеници или учители во тој црковен храм, а нивната задача е една – да не учат, да не одиме по други вери, да веруваме во Бога и во самите себе, да го браниме нашето православие. За жал, некои од владиците од нашата Македонска православна црква, Охридска архиепископија, па и од свештениците, како да не сакат да чујат за тоа. Дали тие се едни од другите владици на православните цркви, како што е Партени, парата да им е на преден план, дадени, кои пари се дадени за или пак джипови да добијат од цариградскиот Вартоломеј. Веќе за бигорскиот Партени и струмичкиот Наум знаеме дека се бугарски шпиони, а проповедат во црквите и на грчки јазик, како што тоа се случи неодамна од страна на Партени, кога проповедаше и пееше молитви на грчки јазик во бигорскиот манастир. Тоа беше некаде сега пред околу недела до 2. Меѓутоа, изненадена сум од поглаварот Стефан, кој пред неколку дена му го честиташе именденот на цариградскиот патриарх Вартоломеј, а меѓу другото му напиша: "Со големо трпение го чекам томосот да ми го дадете." Зарем овој наш поглавар, кој ја води Македонската православна црква и пред една година, после толку многу години чекање од страна на Српската православна црква да ни ја вратат автокефалијата, каде е сегашниот српски патриарх со неговите 71 владика, неправдата врз Македонската православна црква ја оправда на најлесен начин, како духовни браќа од она што ни беше одземено, го решија црковниот проблем. И место Стефан да се радува што конечно си го зазедовме нашето место на исти левел или на исто ниво како Македонска православна црква, Охридска архиепископија со другите православни цркви, тој се уште го бара некој си Вартоломеј, кој сака нас македонците и со овој последен директ на македонската држава да го сруши, за да за секогаш бидеме избришани како македонци со древна историја. Ова
незаинтересираност од страна на поглаварот Стефан на тоа некои од српските владици му замерија на нивниот српски патриарх. А што е тоа? Меѓу другото велат, додека ние Српската православна црква сакаме да го затоплиме братството со Македонската православна црква Охридска архиепископија, поглаварот од Македонската православна црква господин Стефан не го почитува тоа нешто. Меѓутоа, како што некој српски владика рекол, ако сакате вистински да верувате, тогаш нека биде ваша задача од македонците да се поучите, зашто тие не гледаат на пари, туку одат на молитва во црквата вистински верници. Вартоломеј ја запусти и Украинската православна црква. Со томосот напишан на грчки јазик под име Православна црква на Украина и веќе православието го претвори во католицизам. Истото сака да го направи и со Македонската православна црква. Се прави чауш, некаков си папа изигрува на целото православие, советуван од Ватиканскиот папа Франциско, за да тој Вартоломеј биде папа на православието, иако сите православни цркви, вклучувајќи ја и неговата, се подеднакви. Со ова декларација, со преку 100.000 потписи од страна на македонскиот народ, на грците и Вартоломеј како нож да им закачивме во срцето. Русија дефинитивно си го брани постанокот на православието, почнувајќи од Македонската православна црква Охридска архиепископија, бидејќи кнезот Владимир се крсти во црквата Света Софија во Охрид, а и се ожени со жена зеде Охриѓанка, а потоа го воспостави православието низ Киевска Русија, така да ако сите сме пред Бога равноправни, Вартоломеј, што ми изигрува некаков си папа, лека полека ќе се слизне самиот од престолот. Сака сите православни цркви да ги претвори во католички за празниците наши православни. Меѓутоа се прашувам, дали посетата на римокатоличкиот папа во Македонија, кој беше пред година или две, а потоа во соодењето во Грција, беше со некаква задача како што ни се случува сега, а дадена од некоја си надворешна велесилна организација. Исто така, дали со така нареченото признавање на црквата на Украина, но не како украинска, а потоа дојде војната како што се уште е, дали Западот работи нова Украина да биде Македонија, исто како што направија Портокалова револуција во Украина, а во Македонија шарена револуција. Меѓутоа, од самите нас, македонците, зависи зашто вашиот потпис на декларацијата е жив сведок додека ние сме македонци, а Македонската православна црква е најстара црква од сите христијански цркви, вклучувајќи ги и католичките, протестантските и така натаму. Со ова декларација ние сме посилни и од грците, и од СИА, исто од Европската Унија и од НАТО и од сите наши непријатели, зашто овде Македонската православна црква нема врска нити со Европската Унија, нити со НАТО, нити со СИА, нити со било кој бакрач. Овде е црквата народот, а народот е Македонската православна црква, зашто сите ние македонците на било каков начин сме врзани за црквата, било за молитви, крштевки, венчавки, умирачки и друго. Не смееме автокефалијата што ни ја врати Српската православна црква, а потоа не призна и Руската православна црква, да го расториме тоа и да го се свртиме кон гробарот на македонството Вартоломеј. Ако Вартоломеј ги призна 60.000 потписи од Украина, која Украина е 40 милиони народ, за да лажно ги присвои, Македонија која има околу 2 милиона народ, а има над 100.000 потписи сега, тој принцип треба да го почитува и да се отстрани со неговите гнасни идеи, а тој и грците како сакаат нека не нарекуваат, зашто познато е дека биле и ќе бидат само од кози, сами, одделени и себични. Правото за Македонската православна црква никој не може да ни го одземе, зашто, како што реков, овде народот зборува, а не владата. Се прашувам за поглаварот Стефан, тој исти пастир кој треба да си го чува своето стадо во трлото македонско, како можеше да напише и да се радува, каде вели со нетрпение го чекам томосот. Дали
како што се шпекулира пред 2-3 години, потпишал кај Вартоломеј за канонизација тој исти наш поглавар Стефан, па и последнава негова изјава би ја ставиле како предавство на Македонската православна црква, иако веќе ја имаме таа автокефалија како Македонска православна црква, а не православна црква на така наречената Северна Македонија. Затоа пак се обреќам до сите вас, мои браќи и сестри, мои македонци. Ако дојде Томосот од Вартоломеј, нема да има Македонска православна црква, зашто потоа ќе дојдат оние за да на грчки ни пеат молитви во црквите. И од друга страна, сите цркви што се надвор од Република Македонија ќе потпаднат под овој наш гробар Вартоломеј. Јас сум само една, би рекла, марионета, која ја извршувам задачата што моите родители ми ја дале како аманет, да го бранам, да се борам за моето исконско македонско, а со мисијата што ја правам, најпрво му благодарам на Бога и што ми дава таква сила и вистински пат да одам за победа на неправдата врз мојот македонски народ и мојата Македонија. Навистина ги сожалувам така наречените верници, облечени во црна долама, владици, па и попови би рекла или свештеници, што си го продаваат своето. Го сожалувам и поглаварот Стефан, што добивме автокефалија или поточно си ја вративме назад Македонската православна црква, а Стефан се обрука. Го бара Вартоломеј, а за ваша информација да ви кажам дека оригиналите на декларацијата со вашите потписи ќе останат во архивата како еден од вашите или нашите потомци да ги видат тие наши имиња дека сме македонци, а не бугари, срби, грци, а најмалку албанци кои не се потписници и самите тогаш ќе се прашуваат за кого секој од нас работел, за Србија, за Бугарија, за Грција или за Македонија при толку милиони македонски народ во светот. Не е само да гледаме колкава била Македонија, не е само да зборуваме со гордост за Филип и Александар, иако пред нив има доста други македонски кралеви, како што реков. Не е само да пееме колку знаеме македонски патриотски песни или да играме оро со патриотски песни. Така не се сака Македонија, така не се чува, не се брани Македонија. Декларацијата е меѓу нас. Вашиот потпис како аманет од вашите предци ќе потврди колку ја сакате Македонија, а во случајов Македонската православна црква, зашто во спротивно, не дај Боже да не дозволиме се што е македонско да пропадне и да биде исто како поговорката. Полни очи, да повторам, полни очи, но рацете ни се празни, без ништо. Се е изгубено. Не дај Боже да стане тоа. Naši vnuci, ke neko nad sami svete
sploti me i ova crna čuma da ja stotri me. Da se promeni, plateno so krvi solzi mnogo godini. Ako mislat da ne snema, ke se izlaza, Gospod golem ke gi kazni, sada ne moža. Mili braća Makedonci, osvestate se, naši vnuci kene kolnaca mislete se, što nas gledi me. Mili braća Makedonci, osvestate se i po svetu tkaj da se obedinete se, da si prosti me i da se sploti me i ova crna čuma da ja sotri me. И ете се ближат и последните минути на вечерашната наша програма. Не можеме да се одјавиме, а повторно да не ви се заблагодариме, почитувани слушатели, што и вечерва бевте заедно со нас и другарувавте во оваа вечерашна емисија. Слушајте не идната недела од 6 часот навечер на брановата должина 101.3 FM, а вие кои имате пристап на YouTube во петок од 8 часот навечер со радиоемисијата Глас од Македонија. Вашиот уредник и водител на радиочасот Глас од Македонија Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатно.